Се викам Мила, сексуална работничка или народски кажано проститутка. Со фини облини, кежуал стил на облекување. Иако знам дека ме замислувате во тесен црвен мини 14 црвен лак под петица. Наведоме не сум толку кротка и мила. Општественото живење полно со жигосувања, тепања, клевети, закани и уцени ме направи да бидам остра, најчесто самокритична, не само кон своето облекување, туку кон целото свое општествено однесување. Ја пронајдовме Мила, што туку вратена од Виена. Сега работи во Скопје, во високите кругови. Нема макроа, има клиенти и добро заработува. Сепак живее во страв да не биде откриена, бидејќи како што вели, македонското општество не ги прифаќа сексуалните работнички, туку само ги користи нивните услуги. Често пати се запрашував зошто никој го осудува мојот начин на живот, мојот избор, мојот начин на како јас заработувам, затоа што едноставно не гледам дека некој повредувам со мојата работа, со мојата професија, или пак на било кој начин им штетам на другите во општеството. Некој додека го гледам во прилог ќе каже, аха, таа курва заработува не плаќа данок, како што плаќам јас. Меѓутоа, мојот одговор на овој коментар би бил, затоа прашајте во Министерството за финансии, јас ниту знам каде, ниту знам колку, ниту знам на кој начин би можела да платам данок. Во своето отворено писмо Мила им се обрати на претениците кои побараа легализирање на проституцијата во земјава. Меѓу нив и Есат Рахик, кој нотира дека од пред 10 години, кога заедно со својот колега Иван Атанасовски, пред претениците проговорија за потребата од ваков закон, нештата се сменети, само на полошо. Државата мора да ги заштити, не е само да ги казнува. Значи, знаете, тоа е одрез на една сиромашка. Никој не би го продал своето тело ако има изворна екзистенција. Во најголем дел тоа се жени кои што треба да се ги прехранат своите деца. За жал тоа се студенти кои што сакаат да си ги платат своите студии или слично. Едноставно тоа се лица ставени во неизгодна состојба, од која што за жал единствениот услов или излез им да го прават тоа. Сексуалните работнички немаат никакви права во ова општество, велат од невладината Стар. Од полицијата се плашат бидејќи се исмевани, па насилството го пријавуваат и помош бараат токму во граѓанските здруженија. Само во текот на минатата година, на отворената линија во оваа организација се јавиле 208 работнички, 62 побарале здравствена заштита, 22 биле жртви на насилство. Македонија нема јасно дефинирана рамка која што ги таргетира сексуалните работници. Па според тоа имаме дупки во законот, каде што најчесто самите сексуални работници се јавуваат како жртви, токму заради фактот што Македонија нема јасно дефиниран закон по кој што ќе ги таргетира сексуалните работници. И Мила бара ова, како што вели општество на испревртени стандарди, да го признае постоењето на дамите на ноќта. Уморна од бесплатното пенетрирање на полицијата, од сензационализмот и спектакуларните апсења на кеот на Вардар, од искористувањето на девојките за дневно политички цели. Затоа, и тогаш кога е жртва, одбира да молчи. Има две опции во целата таа работа. Или да го скријам моментот дека сум имала насилство од некој кој што ми платил за услуга, или да измислувам лажни приказни за да го скријам моментот, нели дека сум сексуална работничка. Во првата опција идам на варијанта да бидам исмејувана и да чекам сите вработени од полициската станица да дојдат да ја видат курвата, нели, кога имам рогови. Исто така и ризикот дека потоа ќе бидам пратена, можеби подоцна веќе, и обвинета со некаков закон, потточка од законот, веќе не знам како, меѓутоа сигурно не би било тоа наарно. Земјите од Европската унија одамна го признаа постоењето на сексуалните работнички. Тие се заштитени, државата заработува. Ова занимање се најде во регистрите за вработување кај нашите соседи од закоравениот Балкан. Во Македонија пак полесно е да се молчи. Сите знаат каде може да се добие секс за пари, ама проституцијата останува табу тема и дело што се казнува со закон. До кога, прашува Мила.